Со програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Преку изработка на мали 4 проекти, потенцијалните млади волонтери стекнуваат вештини и знаење за потребите на заедницата, со кои се помага, се организираат активности, се одржуваат истражувања и промоции. Сите од интеркултурен, еколошки или социјален карактер. Во општина Струмица со волонтерско знаење се стекнаа нови 30 млади луѓе. Првиот проект со име Дланка на надежта е проект кој младите организираа како за почеток една работилница со децата од основното училиште Видео Подгорец, каде изработија честитки за 8 март, кои понатаму ги продаваа на смартовски базар. Парите после тоа ги пренаменија како за поправка на куќа во Сушица, со која се помогна на една жена повторно да има кров над глава. Исто така со овој проект се поправи улашката за лица со инвалидитет, како и точекот паркингот за точеци во центарот на градот. Вториот проект со име Искрена надежта, кој беше проект каде што младите сакаа главно да се обратат на децата со посебни потреби, децата со Даунов синдром, каде што организираат две работилници, една со Сдруженијето Порека, една со Сдруженијето Вера. Третиот проект или проект ПХВ Дружина е проект каде што децата сакаат да имплементираат оваа програма на повеќе од 30 младенци, каде што организираат 4 работилници еден вид или дисеминации, каде што сите деца ги запознавме со вредностите на Црвен крст. И последниот проект, четвртиот проект, каде што децата имаа за цел да изработат песна на 2 јазици, на македонски и турски. Оваа песна во моментот е поставена на страница на YouTube на младите на Црвен крст. Со оваа песна постигнавме голема дружба со децата од различни нации и повторно им покажавме дека програмата ПХВ е едно место каде што сите се исти и мислам дека беше прекрасно искуство овие 2 месеци за самите деца, со тоа што сепак имаше и многу препреки, но тие ги преминаа успешно и ги завршивме 4 проекти. Во периодот што следува, 32 општини од земјава, односно 1200 млади лица, со вкупно 168 изработени проекти. Сите дел од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности ќе бидат оценувани од страна на ПХВ инструктори. Со оглед на досега вложениот труд, Јовановска вели дека очекуваат добри резултати. Целата програма траеше 2 месеци, во кои беше вклучено и самите 3 работилници за обука на младите за припрема за изработка на проектите и после тоа изработка на проектите и целосна документација на самите проекти. Во програмата учествуваат 32 општински на Црвен крст. Младите изработија 168 проекти кои во наредните неколку дена ќе бидат оценени од страна на ПХВ инструктори, кои ќе ги прегледат документациите во целост, ќе прегледаат што точно младите изработиле во претходните 2 месеци и истите проекти ќе ги оценат. И се надеваме дека Струмица барем ќе се најде во некој од првите 3 места, со што ќе освоиме некоја награда и која понатаму истите тие награди кои некои од младите ќе ги добијат, ќе бидат повторно пренаменети за самите деца кои учествувале во програма. За да се биде волонтер, не постојат посебни критериуми. Потребна е само вистинска жилба и внатрешен порив, да се биде хуман и да се пружи помош на другите во заедницата. Струмичкиот Црвен крст од година в година брои се повеќе млади волонтери, а најмладиот меѓу нив е само 12 години.